На Велики петок црквата ги споменува смртта и погребението на Господ Исус Христос и неговото слегување во адот. Денес е строг пост, а во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово ќе се одржат литургии, со што соодветно на обреден начин ќе се одбележи Велики петок, кој се смета за најтажниот ден во православието. Во овој ден го празнуваме изведувањето на Христа, го си спомнуваме за изведувањето на Христа на суд пред Пилата и како еврејскиот народ повикуваше распни го, распни. Се сеќаваме на неговото распнување на крст помеѓу двајца разбойници, на благочестието на благоразумниот разбойник кој му велеше спомни ме Господи во царството Твое и на разбойникот кој што хулеше на него, на неговото симнување од честниот и живототворен крст. Сите овие настани ги празнуваме на Велики петок и неговото погребение, а литургиски се одбележува со служење на великопостни часови наутро, вечерна богослужба, а потоа во вечерните часови се служи утрената на Велика сабота, кој представува еден литургиски чин на опело и на погребение на Христа, каде се пеат статии, а потоа со плаштаницата се врши опход околу светиот храм, со што ние имаме тенденција да се учествуваме на таков литургиски обреден начин во сите настани и случувања кои што се случиле во овој ден. Овој ден се препорачува да се пости безкрајна доза и дисонце, а за оние кои се немотни треба да се консултираат со својот свештеник, заради тоа што е голем петок и ден кога Господ пострадал за нас и не избавил од смртта, гревот и проклетството. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, односно денот да помине без јадење и пиење, освен за немоќните и престарените, во знак на таговно сеќавање на настаните од тоа време.